Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Со наслов овај пат како да бидеме свесни родители во вториот портал од развојот на децата. Свесното родителство е сосема еден нов начин на родителствување на децата, кој што драстично се разликува од традиционалниот начин на родителствување, затоа што традиционалниот начин на родителствување го поставува на една супериорна положба во однос на детето, значи во една доминантна позиција родителот, и кој што од таа позиција има една целосна контрола врз детето во насока на создавање на перфектно дете, секогаш успешно дете, секогаш среќно дете, секогаш дете кое што ќе биде екстровертно насочено. И овој модел истовремено му го дава мандатот и товарот, но исто така и одговорноста на родителот, која што го носи родителот во една илузија дека тој може така многу лесно да создаде едно совршено дете. Меѓутоа, ова илузија исто така е подкрепена од егото со кое што родителствува родителот и уште повеќе кое што се засилува, значи му овозможува да се храни тоа его родителско, значи овој пристап, традиционален пристап, тоа му го овозможува во насока на создавање на совршено дете, односно на дете кое што ќе представува ремек дело за родителот и со кое што ќе се представува пред другите и на кој што другите ќе му се восхитуваат. Во смисла на тоа, еве ти ја имаш контролата и сега правиш што ќе правиш во насока на создавање на твое ремек дело. Меѓутоа, свесното родителство во таа смисла укажува како традиционалното воспитување или родителствување го води родителот во една заблуда да носи одлуки со кои што ќе родителствува на еден деструктивен начин, на еден начин кој што е погубен за самите деца, затоа што работејќи во својата пракса долгогодишна со деца и со родители, во многу врски меѓу родителите и децата увидела како се создава пустош во тој однос, и особено за родителите кои што родителствувале, значи ги родителствувале децата спрема нивниот филм, спрема нивните фантазии, и така да децата го земаат стравот, ја преземаат вината од родителот, ги контролираат постојано, ги казнуваат, ги дисциплинираат во негативна насока, секако свесното родителство е родителство кое што представува нов начин на родителствување, кое што постојано го авторката Шефали го нагласува тоа, и именно таа кажува дека свесното родителство пред се е заради родителствување на самиот родител, затоа што ова родителствување представува едно духовно патување, една духовна врска помеѓу родителот и детето. Меѓутоа, родител мора пред се, за да се направи тоа нешто, за да се оствари таа врска, прво родителот мора да самиот да работи на себе, во смисла на тоа, значи да почне да се родителствува самиот себе. Меѓутоа, кога најмногу се почнуваат да се вадат на виделина недостатоците на традиционалниот начин на воспитување, тоа се случило 2008 година во Америка, кога тогаш за прв пат преку карго авиони, голем број на карго авиони се донесле стотици илјади смартфони, односно мобилни телефони, преку кои што целосно се менува начинот на живење на детето. Сега, значи, детето својот живот почнува со користењето, кога му се дадени тие телефони, го насочува целосно на, значи го пренесува својот живот, го пренесува своето внимание, го пренесува своето време на мобилните телефони, така да
почнува да живее еден вирален живот, значи се повеќе да се трга од реалниот живот и да го гледа, да се интересира за животот на другите, кои што тие постираат преку голем број на така наречени инфлуенсери, значи ги постираат своите животни настани, своите слики, фотографии, кои што ги носат децата во заблуди, дека нивните животи се вистински, но во суштина тие се фантазии, тие се искреирани така со фотошопови, преку нереални, нашминкани, коригирани, лажни животи со кои што детето постојано прави споредба со неговиот живот и почнува да верува во тоа, и после тоа кога самото постепено ќе види дека тоа не може да го оствари, почнува да се губи себе си, почнува да ја губи својата самодоверба и почнува да влегува во едни состојби на депресивност и апатија. Меѓутоа, токму ова нешто ги наведува децата се повеќе да се разделат од својот живот, од својот вистински живот, да забораваат на својот вистински живот, да решат самите да се вратат на реалниот живот, да сватат дека треба да создаваат реални врски, да сватат дека треба да создаваат реални пријателства, дека треба да го искусуваат животот во вистинска смисла на зборот, значи вистински искуства да доживуваат, вистински интеракции со другите да доживуваат. Меѓутоа, под налетот на овие екрани, мобилни телефони, значи тие многу брзо го забораваат својот вистински живот и кој е тој и дека треба да го живеат својот вистински живот. Особено Шефали кажува за ова драматична промена која што се повеќе и повеќе се шири и се случува кај младите, затоа што сега во низината пракса последните години се повеќе доаѓаат деца кои што сметат дека имаат реални проблеми, се чувствуваат депресивно, се чувствуваат вознемирено, така да во еден многу, значи девојки доаѓаат кај неа кои што и велат дека имаат проблем со своите момчиња, сериозни проблеми кои што не можат да ги решат, во кои што и самиот проблем во почетокот смета дека е вистински самата авторка. Меѓутоа, после дознава дека, после 15 минути дознава дека сето тоа всушност тој проблем бил нереален, бил виртуелен, затоа што момчето таа се уште, значи, немала никакво физичко присуство со него, ниту пак имала точни подоцници за навистина што прави момчето, каде живее, со кого живее, како функционира во нормалниот свет и така натаму. Или пак друг пример кога некое момче дошло кај неа и рекло дека било многу вознемирено, дека била дури во една чувствувала подолго време тага, па влегло во некоја депресивна состојба, не сакало да излегува надвор затоа што неговите другарчиња едноставно му се налутиле, не сакале повеќе да комуницираат со него, заради некој проблем кој што го имале, и кога за да свати после тоа 10 минути дека во суштина станува збор само за некои несоодветни коментари кои што биле дадени од негови виртуелни пријатели на некој негов пост и исто така пропратени со несоодветни непријатни несоодветни емотикони. Значи, авторката Шефали кажува дека децата влегуваат во едни луди ментални замки и кои што во суштина влијаат многу негативно врз нивното ментално здравје, значи прават проблеми во нивното ментално здравје, со што во суштина таа кажува дека се повеќе и повеќе денеска се соочуваме со една криза на идентитет. Така да авторката Шефали токму заради тоа му кажува на родителите да обрнат особено внимание кај децата, да можат значи да се решат родителите сега да делуваат на сосема поинаков начин. Едноставно родителите да се постават на многу поинаков начин отколку досега во односот со своите деца, затоа што токму како резултат на тој
на таа криза на идентитет, децата се соочуваат со големи проблеми и потребно е навистина дополнително и брзо ангажирање од страна на родителите. Затоа што кога таа ќе го спореди времето, значи споредува за денешните родители кои што сме ние постарите генерации, значи ние самите сваќаме колку во тоа време, понормални услови, значи по природни услови, колку беше тешко да го одржиме вниманието на нашите деца, а за сега да не зборуваме, значи кога одвлекувањето на вниманието и кај децата, и кај родителите е обострано, значи толку силно, толку напреднато, така да навистина ние родителите треба да се загрижиме не само за децата, за одвлекувањето на нивното внимание, за нивната неприсутност, туку и за нашата родителска неприсутност, колку сме ние внесени во таа одвлеченост, во таа несвесност. Тоа можеме секојдневно да го видиме како родителите, значи заедно кога едноставно шетаат низ градот со своите деца по улиците, колку родителите се насочени многу повеќе внимание обрнуваат на екраните на мобилните телефони, отколку на децата кои што се наоѓаат покрај нив. Често пати се случува да возат и количиња децата, а родителот да не биде тука присутен во сегашниот момент, значи да обрне внимание, особено прво единствено на сигурноста и безбедноста на своите деца. Истото се случува и не помалку, значи и со нас возрастните кои што често пати кога одиме низ продавница, кога шетаме низ град, значи колку и ние се наоѓаме во состојби да сме навлезени и одлечени со нашето внимание со мобилните телефони, што значи дека токму поради тоа свесното родителство кажува дека во рамките на своето учење дава едни значи се повеќе внимание обрнува на духовноста, на медитацијата, на молитвите, зависно што го интересира родителот, и особено се држи до принципите за свесност, за присутност, затоа што овие вредности денеска се повеќе пропаѓаат и се повеќе се загрозени. Затоа што кога родителот е присутен, тој е со внимание, а кога е со внимание, значи тој е фокусиран на вистинските потреби кои што треба да ги задоволи за децата, а не да едноставно да сака да ги проектира своите очекувања, кои што често пати знаат да се насочат во травматично однесување од страна на родителот. И токму поради тоа свесното родителство кажува дека денес особено треба да се зголеми ангажираноста од страна на родителите. Значи родителите денес од нив се бара многу повеќе енергија кога треба да ги родителствуваат своите деца и многу повеќе свесност, многу повеќе внимание, многу повеќе присутност од страна на родителот. Родителите често пати нагласувале на вторката Шефали и велеле кога го спрема нас свесното родителство изгледа како најголемиот товар да се става врз родителот. Меѓутоа треба да знаеме дека секако детето има и може, значи да прави своји избори, има големи слободи во рамките на свесното родителство. Меѓутоа, дека товарот е во најголем дел на родителот, тоа е точно. Пред се зошто? Затоа што цело време родителот е заедно на тоа родителска патување со своето дете. Значи родителот е тој кој што додека расте детето, значи тој го обојува, ја контурира неговата личност, го контурира неговиот карактер. Значи преку она кој што го наградува детето за она што го прави или колку, значи, и што е она што му го дозволува на детето, и од она зависи и од што не успел да го награди детето за некое негово однесување или значи кога станува збор за позитивно родителствување. И често пати родителите во контекст на тоа ја прашувале Шефали дали доцна е да направи родителот одредена промена во начинот на комуникација со своето дете, особено кога детето е во
подоснежните години во вториот портал на развојот и неговиот раст. Меѓутоа вторката Шефали токму вели дека не, значи никогаш не е доцна. Зошто? Затоа што кога родителот се одлучува и на таа возраст на детето да создава, да остварува нова комуникација, значи тој создава нови моменти во врската со своето дете, а тие моменти во сегашниот момент се и нови прилики за да може да го развива односот, да го поправа односот со своето дете, и што значи дека ќе има и моменти каде што ќе може и уште поголемо зацврстување да направи во односот со своето дете. Меѓутоа родителот да разбере дека сега кога треба да комуницира со своето дете, да биде отворен спрема детето и да бара од детето да биде отворено спрема него, веќе е заминат првиот портал и дека неговото ангажирање во вториот портал ќе треба да биде, значи, двојно поголемо. И токму поради тоа вторката Шефали зборува за проблемот, значи за местото од каде што треба да тргнат родителите кога се одлучуваат да станат родители, затоа што голем број на родители доаѓале кај вторката Шефали кога сакале да имаат второ или трето дете, или пак доаѓале и многу млади парови кои што се уште не биле родители и се советувале со неа, доаѓале на совет дали е вистинскиот момент да имаат деца, кога е вистинскиот момент, и секогаш вторката Шефали им сугерирала дека кога се решава да се стане родител, секогаш треба родителот да биде чист со себе, во смисла на тоа што е она што го сака кога се решава да биде родител. Дали сака да биде родител заради самото дете или сака да биде родител заради да кажеме очекувањата од страна на другите, без разлика дали станува збор за очекувањата од постарите деца, од родителите, од сопругот, од бабите, дедовците и така натаму. Значи, родителот да свати прва работа дека кога сака да стане родител, да биде свесен дека не станува родител заради себе си, заради она што тој ќе се чувствува многу посилен кога сака да биде родител, заради она што тој ќе го чувствува во тој момент и заради она што го чувствува неговиот партнер, туку пред се заради фактот што тој ќе треба да донесе на свет еден нов дух, една нова душа, едно ново битие, која што ќе биде сосема различно од него, која што нема да има никаква врска со родителот, која што ќе има своји квалитети, која ќе си биде своја личност, која што ќе си има своји потенцијали, кои што ќе треба родителот сам да ги открива допрва кај него. Значи, детето за него нема да биде, значи да не сака дете заради тоа што за него би представувало трофеј, би представувало награда, би представувало нешто со кое што треба да се гордее тој, затоа што треба да очекува одредени постигнувања од него. Туку стануваш родител само заради самото дете, заради тоа што сакаш да воспиташ нов дух и да го отпуштиш понатаму тоа, значи да се најде себе си според својата автентичност и природност во светот во кој што, значи, си го донесол ти како родител, како човек, како живо суштество. Значи, затоа авторката Шефали им советува на родителите многу добро да размислат родителите. Ова е сериозна работа кога сакаат да станат родители. Значи, пред се да станат родители заради самото дете, а не заради себе си и заради другите. А за да може да се случи тоа, значи родителот треба да има внимание, треба да биде во сегашниот момент, треба да биде фокусиран, треба да има да биде присутен, значи навистина да знае како да работи, да родителства во сегашниот момент. Многу родители, зошто го вели тоа? Затоа што доаѓале родители кај некои што имале 3-4 деца
и кои што во еден момент доаѓале и велеле, па јас не можам да се справам, имам сериозен проблем со моите деца, постојано се караат, постојано не можам вистинските потреби да му ги доловам, ми прават проблеми, се чувствувам вознемирена, се чувствувам премногу уморна. И така натаму е вторката шефали, првото прашање кое што и го поставувала на мајката, тоа било, па добро, зошто самата ти се одлучи да имаш толку деца? И најчесто одговарале родителите, па затоа што не сакав моето дете да остане само, затоа што сакав заедно да си се извинувам, да си играат. Меѓутоа, после тоа им го поставува прашањето дали значи оваа цел која што сакаше да се оствариш, односно причината заради која што си реши да станеш родител, дали е веќе остварена, дали е навистина се покажала како вистинска во овој момент. И што дополнително значи ни дава информација, ни дава едно знаење дека кога родителите се решаваат да имаат дете, треба да тргнат од една здрава основа, значи од вистинските причини зошто сакаат да имаат деца. Значи заради самото дете, а не најчесто родителите значи тргнуваат од еден погрешен пристап, од погрешни концепции за тоа зошто сакаат да имаат деца, зошто сакаат да станат родители, и најчесто и тоа се случува и без причина. Значи, таа ги советува родителите, доколку одлучат да станат родители, да не прават услуга на никого, ниту на своите постари деца, ниту на својот сопруг, ниту на своите родители, ниту на бабите и дедовците, ниту на некои други роднини пријатели, затоа што да се биде родител пред се треба да се биде свесен дека тоа повлекува, родителството повлекува или самото дете повлекува од голема одговорност, и затоа што пред се првото препрека со која што ќе се соочиш, особено мајката, значи тоа значи и за родителот, особено за мајката, е дека ќе се соочиш со своето его. Значи кога ќе станеш, во моментот кога ќе станеш родител, тоа нешто нема да му се допадне на твоето его, затоа што бара од тебе да детето бара, значи родителствувањето, свесното родителствување бара да се приспособиш како родител на вистинските потреби на своето дете, на вистинската суштина на твоето дете. Значи на автентичноста, на неговото суштинско постоење, а не на сопствените очекувања или на очекувањата на другите. Значи, со други зборови кажано, свесното родителство или да бидеш свесен родител, прво што треба да направиш? Треба да знаеш дека треба да бидеш пред се жртва, во смисла на тоа да се откажеш од сопствените очекувања и да воспитуваш во согласност со природните потреби на твоето дете, со природноста на твоето дете, со она што е во својата суштина детето, со она што ќе бидат неговите квалитети, неговите особини, неговите карактеристики, неговите карактери, карактерни црти кои што заедно низ тоа патување ти ќе ги обликуваш и ќе ги моделираш, а не да воспитуваш дете кое што ќе биде под влијание на твоите очекувања и очекувањето од другите. И пред се ќе воспитуваш дете, ќе родителствуваш согласно со сегашниот момент, со полно внимание. Значи, многу е битно родителот да донесе правилна одлука кога сака да стане родител
и да стане родител заради вистинските причини. Зошто? За да може правилно да воспитува и правилно да си го изродителствува своето дете. Друга работа, и особено, значи, многу битно прашање е родителите поставувале на вторката, ше фали зошто мора родителот да биде свесен родител? Зошто треба да ги најде вистинските причини за да стане родител? Пред се затоа што таа им одговара затоа што ќе постои период каде едноставно родителот, значи, кога не е свесен, кога несвесно родителствува, ќе дојде периодот кога ќе мора тој да го поправи тоа свое несвесно родителствување, ама тоа ќе биде многу подоцна кога неговите деца ќе бидат возрасни и токму поради тоа, значи, надокнадно тоа, родителите го поставувале прашањето, па добро, тогаш колкав е бенефитот јас да седнам со своето дете во подоснежните години и да направам една многу поинаква комуникација со кој што ќе можам да си го искоригирам своето однесување. И таа ми објаснува дека бенефитот е навистина голем, огромен, во смисла на тоа родителот да биде способен да му каже на детето: види, јас направив грешка, навистина грешев, постојано грешев, правев некои погрешни работи кога можев да ги направам многу поинаку додека те родителствував. И сега сакам, токму поради тоа, ти да не го правиш истото, јас како што го правев, значи истите тие работи, да не ги носиш понатаму во твојот живот, затоа што сега сваќам на вистина каде сум грешил и токму поради тоа за ова јас сакам да разговарам со тебе, сакам да го редефинирам односот со тебе, ако може, значи, да ми дозволиш да ги поправам грешките кои што сум ги направил од своето несвесно родителствување, односно она што се што сум пропуштил во врска со тебе, да можам повторно да го поправам и затоа што сваќам на вистина колку те повредив и колку погрешив. Дали ќе може тоа да го направим затоа што и дали ќе сакаш тоа да го направиме заедно, затоа што иако е доцна, можеби е подоцна, меѓутоа не значи дека и можеби ќе биде потешко, но не значи дека тоа е невозможно, затоа што се уште ние сме присутни. Тука сме еден до друг. Се уште, значи да го искористиме овој момент. И затоа што се уште ништо не е загубено. Дали ќе сакаш да ми помогнеш ова задача да ја остварам, затоа што знам сега каде токму треба да ја поправам врската помеѓу мене и тебе. Меѓутоа, најбитно од се ми е да сакаш ти тоа да го направиш, најбитно од се ми е, значи, твојата волја, најбитно од се ми е твојата желба и најбитно од се ми е твојата согласност. И кога авторката Шефали ги прашувала дали вреди, значи навистина вреди, кога вака се разговара со детето, вреди да се значи повторно да се реши родителот и на подоцнежни години да може да се ја поправи врската со своето дете. Без разлика колку напор ќе треба да вложи во тоа нешто. Друга работа е дека колку ќе зависи дали можеме ние таа врска да ја искоригираме со нашето дете, се разбира, зависи од другата страна, зависи од детето. Меѓутоа, во најголемите случаеви тоа се остварува. Зошто? Затоа што пред се детето во најголем случај ќе му прости на својот родител, затоа што неговото срце, значи, не е толку загадено со его, колку што е заразено срцето на родителот. И
Токму заради тоа авторката Шефали дава еден пример во врска со ова, со нејзината ќерка кога еднаш кај неа биле дојдени другарки и таа толку силно разговарала и многу брзо разговарала со своите другарки и им кажувала едно искуство од нејзиното детство, како нејзината мајка ја воспитувала во однос на одредена работа и која што многу травматично го доживеала и по случај Шефали тука била и го слушнала тој разговор и едноставно останала запрепастена и цело време го слушала, не сваќајќи дека нејзиното дете тој момент на нејзината несвесност толку силно, толку длабоко е почувствувала, толку травматично е почувствувала за разлика од неа, која што нешто било сосема поинакво искуство, значи кај мајката. И слушајќи го сето тоа, авторката Шефали и рекла: "Добро Маја, јас слушајќи те сега, значи не сватив дека таа моја несвесност кога сум те воспитувала дека толку многу може да те повреди и толку многу, значи, ти останало како траума во твоето сеќавање." И затоа и рекла, особено сега кога пред сите овде се осмелуваш да го кажеш нештото, пред сите твои другарки јавно, и таа и рекла: "Јас навистина ти се извинувам за сето страдење кое што сум ти го нанесла, затоа што јас не мислав дека до толку ќе, значи, моето несвесно однесување, моето несвесно родителствување би можело да предизвика кај тебе проблем, значи страдање." И тогаш пред сите нејзината ќерка и рекла: "Мамо, дури сега јас ти простувам за она што ми го направи." И значи, овој пример авторката Шефали сака да ни каже дека на децата му е потребно тоа, значи да можат да бидат отворени и во поголемата возраст, значи да ни ги кажат сите оние како се чувствувале додека ние несвесно сме ги воспитувале во одредени моменти, и при тоа ние родителите да не влегуваме во самоодбрана, да не влегуваме во состојба значи да не го признаваме тоа нешто, затоа што често пати ние како родители не сме свесни дека она што ние некогаш сме мислеле дека сме го пренесле како воспитување спрема нашите деца, дека кај нив, значи, често пати тие го доживуваат на многу поразличен начин, дури некогаш и на травматичен начин за нешто кое што ние не сме ни мислеле дека можело така да биде. И, значи, најчесто децата во своите приказни, кога раскажуваат за начините на кои што ние сме ги воспитувале, значи, да го кажат на многу поразличен начин тоа, значи, од нашето искуство. И така да децата најчесто нема да ги запамтат толку многу убавите моменти, иако ги памтат, меѓутоа не толку многу убавите моменти колку тие несвесни моменти кои што му оставале печати. На некој начин ние сме се уште ставени на тапет за нашите деца. И така да но сето ова кога ни го кажуваат нашите деца, значи ние да не се секираме за тоа нешто, дури да сметаме, значи како да се израдуваме за тоа нешто. Зошто? Затоа што овие се токму моментите кои што ги велиме во вториот портал, значи портали се тие каде што ни даваат едни можности, едни прилики дека ние можеме да ја поправиме тука баш врската со нашите деца, затоа што тие моменти се уште се живи кај децата, затоа што тие моменти се уште ги чувствуваат, се уште се во болка, се уште детето ги држи со некоја лутина, со некој гнев, и затоа велиме дека се тие се уште живи, кои што можат да ни дозволат на некој начин ние, ако сме доволно свесни, да ги искористиме тие прилики, да ги исцелиме кај нашите деца со тоа и ние, значи, да се чувствуваме подобро, значи да станеме свесни за начинот на кој што сме родителствувале во многу моменти.
Ам, така да ние ние на тој начин ја покажуваме колку е убавината да се стане родител и колкава е да се стане свесен родител и во подоцнежните години од растот и развојот на нашето дете. Значи каде што ние можеме да се уште да ги извреднуваме тие моменти, тие кои што се од болка и од страдање за нашето дете, значи да му ги признаеме нашите несвесни родителствувања на нашите деца, што значи дека можеме да му кажеме на некој начин на детето, види, јас порано не можев тоа да го видам, не бев свесна кога те родителствував тебе дека сум погрешно, сум направила грешка, меѓутоа сега слушајќи те тебе, гледајќи те тебе, гледајќи го овој момент и разбирајќи те тебе, навистина сваќам колку во суштина незрело сум те родителствувала во тој момент, иако сум била твој родител. И во овој момент би сакала навистина да ти се извинам за сета она болка, за сите оние начини на кои што несвесно сум те повредила. И значи кога на ваков начин можеме да искомуницираме со нашите деца, да бидеме отворени спрема нив, да бидеме искрени спрема нив за нашето однесување и да ја разбереме нивната болка, значи не е нешто кое што не може да го направи било кој родител. Значи доволно е да има само волја и желба и да го освести тој момент, да искористи таа прилика, затоа што на овој начин ние само ќе си ја средиме врската со нашите деца. И понатаму отвараме патишта за нејзино понатамошно зацврстување уште поголемо, посилна да биде, позацврстена врската и која што ќе се темели врз доверба меѓу нас и детето. Значи нема потреба ние како родители да влегуваме во самоодбрана спрема нашите деца. Значи затоа што на тој начин кога ние се отвораме спрема децата, значи ние си дозволуваме да исправиме грешката кај детето. Значи кога влегуваме во самоодбрана, ние едноставно не дозволуваме детето да се реши од болката. Тоа се уште ќе ја држи болката за себе. Зошто значи да го дозволуваме тоа детето да цело време да има болка, цело време да има страдање, кога едноставно ние можеме да го ослободиме нашето дете, да исправиме грешката. Со тоа што ќе го ослободиме од болката и страдањето, ќе дозволиме еден духовен раст во врската помеѓу нас и помеѓу детето. И значи растеме повисоко со нашите деца. Зошто? Затоа што ја превземаме одговорноста за да го ослободиме нашето дете од неговите страдања и болки кои што несвесно сме им ги нанесле. Значи на тој начин ние сме ја направиле, иако во подоцнежните години, најпрекрасната работа која што може родителот да ја направи. А тоа е да створи една нова врска која што ќе се базира врз поголема цврстина, врска која што ќе се базира врз доверба меѓу родителот и детето и врска која што ќе се базира врз се поголема автентичност меѓу детето и помеѓу родителот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.